Врсничкото насилство во училиштата е се поприсутно и за негово спречување треба да се вклучат сите институции, порача министерот за образование Јетон Шакири. Во одредени ситуации не е само одговорност на Министерството за образование и наука, без разлика во моментите кога се случува, сите институции треба да се вклучиме за оваа проблематика. Значи, бирото нека продолжи со обуки на наставниците на таа тема и дискусија, истовремено општините нека бидат повнимателни во делот на менаџирање на училиштата, стручните служби во училиштата повнимателно и посветено да работат за оваа проблематика. Освен институциите, голема улога во оваа насока имаат и родителите, потенцираше Шакири. Јас ги повикувам и родителите за добра соработка, за да го постигнеме што помалку да имаме такви случаи. Зашто сите се во контакт со учениците, почнувајќи од училиштата, но исто така и родителите, секогаш да пријавуваат тоа што треба да се пријави во училиште, исто така и во другите институции. Според Снежана Санева, раководител на Оделението за образование, Штипе речиси оаза на мирот кога во прашање е врсничко насилство. А секако дека општината презема мерки за да се спречи оваа несакана појава меѓу младите. Имаме проекти кои што се однесуваат токму на оваа тема, односно предавања кои што треба да се реализираат во основните и во средните училишта и ги правиме тие предавања. Според програмата за еднакви можности има проект кој што е наречен биди другар, а не насилник, почитувај ги вредностите на другите. И според овој проект се одржани предавања во средните училишта, во сите средни училишта, а во основните училишта исто така во 6-то и во 7-то одделение во текот на месец март и април се одржа предавање на оваа тема. Во останатите општини од регионот врсничко насилство е присутно, но во се помала форма, а случај кој предизвика внимание е оној летото, кога родител пријавил дека наставничката го малтретира неговиот син.